како политичка партија и во рамките на собранието и над од ова собрание. Подолг период алармирам. Цените растат. Цената на струјата ќе порасне. Цената на сите производи кои што ги купуваме ќе порасне. Инфлацијата расте, јавниот долг се зголемува. Од владеачкото мнозинство постојано сме информирани. Цената на струјата нема да порасне, цената на производите нема да порасне, инфлацијата не се зголемува, ова што се случува со јавниот долг е нормално. Иако и Народната банка алармира дека треба со огромно внимание да се постапува спрема сите овие процеси. И дојдовме до денот каде што тоа што беше лажни вести од ВМРО-ДПМН, тоа што беше дезинформација од ВМРО-ДПМН, наеднаш стана вистина. Цената на струјата порасна. И од таа гледна точка, добро е што владата на предлогот на ВМРО-ДПМН е даден уште пред неколку недели, действа проактивно. И до тој степен го поздравувам. Да се намали ДДВ-то за реалниот раст на цената на струјата да не се почувствува. Но, ајде да бидеме до крај отворени. Предлогот на ВМРО-ДПМН е да и за домакинствата, но и за компаниите и индустријата. И токму тоа е овој амандман. Шокот од цената да не се почувствува кај секој граѓанин дома, но да им помогнеме и на компаниите, да и помогнеме на индустријата, кои што се катастрофално погодени од несоодветната реакција на оваа страшна социјоекономска криза која што ни се случува. Имаме и дополнителен амандман кој што ќе го образложиме, а тоа е ќе бараме стапката на данокот додадена вредност да остане 5% и во случај на цената на електричната енергија да остане иста или да продолжи да расте во иднина. Ова е од исклучителна важност, бидејќи целта не е само сега да го решиме проблемот, да го ставиме под тепих позади нас, туку целта е ова прашање долгорочно да го решиме. И да не даваме образложенија колку се ефтини енергенсите кај нас, колку тоа е ефтино. За ова исто и дискутиравме и ќе продолжиме да дискутираме кога ќе дојде и прашањето за ребалансот. Повторно во текот на оваа недела на дневен ред. Колку и да тоа ефтино, споредете го со примањата во нашата држава, со платите во нашата држава, колкава е куповната моќ на граѓаните во нашата држава. Апелираме, бидејќи владата не го прифаќа амандманот, апелираме до пратениците од мнозинството да ги прифатат овие амандмани, бидејќи овие амандмани се во интерес на компаниите, индустријата, но на крајот се во интерес на граѓаните. За да се обидеме да одржиме некоја ценовна стабилност и да се обидеме да им помогнеме на компаниите кои што треба да создаваат повеќе и нови работни места. Повторувам, не е целта да се намали ДДВ-то само за граѓаните и домакинствата, целта е да се намали ДДВ-то и за компаниите и за индустријата, и токму тоа го предлагаме ние како политичка партија и коалиција.